ВМРО ДПМН заглавило на настаните 27 април. Меѓутоа сега сака да се прати порака дека настаните 27 април не биле направени, дека ВМРО не стоел по тие настани, туку луѓето кои тогаш ја узурпирале власта и сега на узурпаторски начин сакале да задржат власта. Тоа е пораката на ова што се гласаше во четвртокот. И може да дојдат уште 1000 луѓе да плюкат и да навредуваат. Тоа е суштината. Дали ќе се соочат со реалноста денес, дали ќе се соочат за 1 месец или за 1 година, небитно. Луѓето кои го направија 27 април сака да го направат или да направат промената на власта на 11 ноември по истото сценарио со кој беше направено. Што не влегува 60 внатре? Јавна тајна е дека Талат Джафери немаше 61 на изборот. Ама беше поздравен од тие што ги збориме за наши стратешки партнери. Што го чека умериот тоа гласање. Кога гласаше Шилегов со 2 раце, се сеќаваме? Така е. Да не бидеме со кусо пометење. Што не влегува 60, ќе кажа 67 бевме? Видите, Што не ја преземеа власта? меѓународната заедница, Зашто не ја преземеа власта? меѓународната заедница нема реакција. Нема реакција бидејќи ако реагираше меѓународната заедница и го поздравеше гласањето за власта, Москва ќе можеше да рече ние тоа ќе го направиме на било која друга територија или место на Европската унија или во Европа или на европскиот Не, континент. доволно е тука. Тука е доволно, затоа доволно е не тука. беше цела артилерија извадена. Доволно е тука од проста причина што зборуваме за можен распад на Босна, на Косово и на Македонија. И во една перверзна разврска можниот распад на Косово, Македонија и Босна и одговара и на Хрватска, и на Србија, и на Албанија. Не ја одговара на Европа, на Брисел, и не им одговара на американците. Русите гајле име. Бидејќи историски, јас знам многумина од панславизмот ќе се навредат. Историски, првата карта за поделба на Македонија, тоа сум го кажал тука во емисија, е нацртана после 1878 година и пропаѓањето на проектот за Сан Стефанска Бугарија, кој што исто проект на Русија. Значи, кога пропаѓа тој проект, под закана на Англија, Британија и Австро-Унгарија со директна војна отварање против Москва, и кога се враќа Македонија во рамките после 3 месеци на Отоманското царство и тој Берлински конгрес каде што како во Охридскиот рамковен договор се запишани новите права за рајата, кои што никогаш не се испроведени и затоа е оформено ВМРО во 1893 година, практично се почнува со варијантите за поделба на Македонија. Тие варијанти до ден денеска не се затворени.